Кипар не фали, Филипче цитира политиканство. Денешната седница на Националниот совет за евроинтеграција, каде новиот председавач со Унијата Кипар ги представуваше своите приоритети и го призна напредокот на Македонија, се претвори во пресконференција на СДСМ. Председателот на Советот Филипче го злоупотреби подиумот за да ги повтори своите секојдневни критики кон власта. За разлика од него, Кипар го призна на Македонија напредокот во спроведувањето на реформите и напорите за владењето на правото. Најави дека ќе работи на зајакнување на безбедноста на ЕУ, конкурентноста и зајакнување на пазарот, како и подобрување на условите на бизнисмените. Кипарскиот амбасадор во Македонија Андреас Фотиу вели дека проширувањето и понатаму останува главен приоритет на ЕУ, но тоа ќе се заснова само на заслуги. Прогресот во овие полиња останува клучен за процесот на проширување. Кипарското председателство ја препознава важноста на тековните напори кои што Северна Македонија ги презема во полето на владењето на правото, човековите права и инклузивното управување кои што придонесуваат за институционална отпорност и јавна доверба. Председателот на Советот изгледа не го интересираше Кипар, па го искористи моментот да си распали по власта со критики за, како што вели, застој на евроинтеграцијскиот пат на Македонија. Тој рече дека не се спроведувала реформската агенда, а обвини дека власта со изгласаната резолуција за наводните мигранти удира по слободата на говорот. Во кошот влегоа српското влијание, Русија, напад врз медиуми, банки и што се не. Никаква задача домашна не е завршена, не сме го зајакнали системот, не можеме да бидеме спремни ниту за некаква политичка одлука доколку дојде до такво нешто во рамките на Европската Унија. На неколку нивоа сметам дека е проблемот. Прво, немањето политичка волја да се спроведат уставните измени, кои што се очигледно единствениот начин да се продолжат преговорите, да се отворат кластерите покрај најавите на владата дека нешто ќе се репреговара, ќе се менува, очигледно дека тоа не се случува. Нова му реплицираше пратеникот Милошовски. Според него, Филипче е стечаен говорник, а неговата партија е во политички стечај. Неговиот говор е најдобар демант на неговата теза дека нема слобода на говорот во Македонија. Но има еден друг проблем. Негови пратеници најавуваат дека неговата партија е пред политички стечај и веројатно е оправдано од негова страна да го сврти фокусот на друго место, таму каде што нема проблеми да ги измисли или таму каде што нема недостатоци да ги создаде или доколку има да ги преувеличи. На собраниската седница беше констатирано и дека процесот на пристап кон ЕУ не е лесен и бара длабока трансформација. Македонија според последните заклучоци на ЕУ покажа подобрување во реформите за јавната администрација, а слаба точка е владење на правото. Од земјата се очекуваат поголеми резултати од борбата против високата корупција, посилни институции и враќањето на довербата на граѓаните во правосудните институции.